Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Коалицијата меѓу СДСМ и ДУИ во криза, реална или предизборна? Штом воопшто не дошла ситуацијата Ахмет и Заев да се слушнат за овие последни разговори, тоа значи дека функционира нормално. Ја го се прашам, таа требаше да се распадне многу порано, лично. Но тоа се проценки на раководството на партијата. Вкусете супата од пластика, зајадливо порачуваат екоактивистите. Во Македонија од 2021 ќе се забрани употребата на пластични кеси. Тие законски измени се во тек. Жителите на Скопско Горно Коњаре обвинуваат дека коритото на пчиња наместо да се уредува се уништува. И целта нивна не им е ништо друго, само корупција, песокот да го продаде. Фирмата што копа тврди дека се е според проектот од државата. Поставот на Бугарската академија на науките дека официјалниот јазик во Северна Македонија е писмено регионална норма на бугарскиот јазик. Дури моите пријатели кои што многу добро разбираат бугарски и знаат бугарски добро, кога слушаат македонски, ќе ми кажат: "Абе Виктор, ова е друг јазик, не го разбира." Дали знаете дека пријатели во Бугарија ги заспиваат малите деца навечер, ги заплашуваат, доаѓаат македонците, спиите? Саботажа. Кратка пауза, па најавените стории. Гледате 360 степени. Children and adults from all over delight in the irresistible flavour of the biggest soup in the world, the plastic soup. Prepared only with unnatural ingredients, just like we found it in the oceans. And yes, we followed the most poisonous recipe. With the strongest shopping bags, the most colourful packaging and all kinds of disposable products, and now with even more clothes microfibres. An unwholesome treat for everyone's palates. Daily eaten by turtles, whales, birds, fish, and even shellfish. Get it now in the 40-gram size, the precise amount of plastic each person dumps into the ocean every month. Give in to the latest trend, the soup to end all soups, and indeed to end everything and everyone, the plastic soup. Get it now on plasticsoup.info. Видеото што го видовме и терминот супа од пластика се метафоричен обид да се сврти вниманието на јавноста кон штетата што со пластиката ја предизвикуваме на животната средина, а со тоа и на самите себе. Рибите го јадат пластичниот отпад, а потоа рибите ги јадеме ние. Од утробите на угинатите морски птици, а умираат повеќе од 1 милион годишно, се вадат шприцеви, запалки, четки за заби. Сме се запрашалели колку тој отпад е од нашите реки, Вардар, Дрим и другите. Министерот за животна средина, гостувајќи пред еден месец во 360 степени, рече дека се обидува да ја исфрли пластиката од употреба во владините институции. Се движили нешто на тој план и генерално на планот на намалување на пластиката за еднократна употреба во земјава. Од Галена Николовска-Ризвановиќ. Ова село од пластични шишиња се наоѓа на мал остров близу копното во државата Панама, Централна Америка. За изградбата на куќите се искористени повеќе од 1 милион употребени пластични шишиња. Во Израел во Индија пак направен е џиновски интерпункцијски знак од 300.000 шишиња. Целта е да се постави прашањето зошто толку пластика. Со илјадници пластични шишиња дневно може да се пофали и реката Вардар, но нема иницијатива овој речиси неразградлив отпад да се употреби за нешто. Борбата против пластиката во Северна Македонија засега е сведена на обиди да се намали нејзината употреба. Идејата на министерот за животна средина Насер Нуредини беше промената символично да почне од неговиот ресор и од владата во целина. We have proposed a ban on plastic bottles, plastic spoons, one-way products. We have proposed it. We are currently working it out. We're trying to find out what the financial implications will be if we do that. At the end, finally, we are actually using glass bottles in the government now. And very soon, we're looking to ban these small bottle plastic bottles. And in the near future, we will ban, hopefully, all plastic.
Еден месец подоцна го проверивме напредокот на иницијативата на министерот. На последната владина седница пред секого од министрите имаше стаклена чаша и стаклено шише со вода. Но за разлика од министрите, новинарите пред секоја пресконференција во владата може да го измешаат кафето само со пластична лажичка или да се освежат само со вода во пластични шишиња. Директорот на владината служба за општи и заеднички работи Пеце Мирчевски вели дека и покрај добрите намери на Министерството за животна средина, работите не може да се сменат веднаш. По закон нема врска да служиме само стакло. До сега сите набавки кои ги правевме како служба, поголемите количини беа пластика заради цената, која е многу пониска, а една мала количина беше во стакло, поради тоа што на овие средби каде што се на повисоко ниво користевме секаде стакло. Мирчевски вели дека подготвиле анализа за финансиските импликации. Таа покажала дека замената на пластиката со стакло најмалку двојно ќе ги зголеми трошоците за набавка на вода. До сега ние за 80.000 литри вода која набавуваме во текот на годината, која ни е потребно за сите институции кои ги обслужуваме, тоа зборувам тука за владата на Република Северна Македонија, за рестораните кои е во владата, ресторанот во Собрењето, Република Северна Македонија, ресторанот ке председателот на државата, резиденцијалните објекти, зборувам сега вилите во Охрид, во Дојран, на Попова шапка и се разбира тука клубот на органи на управа или попознат како клубот на пратеници. До сегашната набавка чинеше наши предвидени средства, некаде околу 2,5 милиони денари, значи сега би коштало некаде околу 5 до 5,5 милиони денари на годишно ниво. Пластичните шишиња не се единствениот проблем. Еднакво голема закана за животната средина се пластичните кеси за еднократна употреба. Дали сте свесни вие и генерално луѓето околу штетноста на пластичните кеси? Да. Ама нема други. Има други? Нема. Хартиени? Дали има? Нема. Мо со торба сега сум пошла со кеса. А најчесто со торба? Најчесто со торба. Зошто? Полесно ми ја влечам. Што е посигурно, торбата или кеса да ги собирам по автобус по улица? Торбава си е торба, уште 3 имам, не една и резерва носам. Зошто нема видлива борба против пластиката кога во власт има и зелена партија? Од Дом велат дека веќе се случуваат промени. Во моментов како партија имаат онлайн петиција. Тие законски измени се во тек, во законот за пакување и отпад од пакување. Мислам дека законот е веќе поставен на ЕНЕР и во овој закон ќе се имплементира европската директива, односно согласување со европската директива. А нашата цел со оваа петиција беше да ја зголемиме свесноста кај граѓаните и да ја добиеме поддршката од граѓаните за овие законски измени кои што ќе следат во процедура за донесување на законот. Нацрт законот за кој зборува лидерката на Дом во членот 10 предвидува генерална забрана на пластичните кеси за еднократна употреба. По исклучок ќе бидат дозволени само биоразградливи кеси. Надоместокот кој треба да го плаќаат крајните корисници за биоразградливите пластични кеси за транспорт на стоки изнесува 10 денари за парче и тој се плаќа на трговецот на местото на продажба. Законот е предложен заради усогласување со директивата на Европската Унија, која воведува забрана за користење пластика за еднократна употреба, што меѓу другото вклучува пластични чаши, кеси, шишиња, прибор за јадење. Тие правила на ниво на ЕУ ќе стапат на сила од 2021 година. Новата регулатива во земјава пак се очекува да биде усвоена најрано кон средината на 2020 година, а членот 10 кој се однесува на забраната за употреба на кеси да стапи на сила во 2021. Од Министерството за животна средина велат дека како и на запад и кај нас се предвиден период за прилагодување. Не е возможно драстично да се променат одредени навики и пракси. Земјите членки треба да донесат закони, регулативи и административни одредби потребни за усогласување со оваа директива до 3 јули 2021 година, односно до 31 декември 2024 година. Според дел од невладиниот сектор, домашниот член 10 уште сега остава простор за злоупотреби, бидејќи не вклучува забрана и за биоразградливи кеси. Тие биоразградливи кеси пак ќе завршуваат на нашите депони, че немаме систем за селектирање. Сами депони кои не се средени наместо 50 години кога што би требало да се разгради една биоразградлива кеса, пак ќе помногу ни поради тоа што се тие под сонце се ќе одат во земја, ќе се само запалуваат.
Од Министерството за животна средина убедуваат дека и биоразградливите кеси ќе бидат под строг режим преку подзаконски акти. Дозволено е пуштање на пазар на 100% биоразградливи пластични кеси за носење на стоки без надомест од крајните корисници, кои се произведени согласно пропишаните стандарди за биоразградливост. Исклучок се оксо биоразградливи и оксо разградливи производи. Нивна употреба нема да биде можна без наплата на надомест од крајните корисници. За законот да биде применлив во пракса, невладината Go Green бара од извршната власт да слушне дел од нивните предлози. Едно од решенијата го гледаат во вклучување на така наречените диви собирачи во системот на рециклирање отпад, бидејќи тие собираат и до 90% од фрлената пластика. И така дури и робата или секундарните суровини што ги собират ќе има многу поголема цена и тоа што ќе бидат платени ќе биде многу поквалитетно и нема да бидат манипулирани од паджи и од други играчи во бизнисот, поради тоа што собирачите уопште не се свесни за која е цената на пластиката денес, која е цената утре. Он добива за една џамбо вреќа 200 денари, иако таа цена може би им вреди многу повеќе. Новите регулативи за построга контрола на употребата на пластика не се само во еден, туку во вкупно 6 нацрт законски решенија. Со оглед на предстојните избори, најверојатно ниту еден нема да стигне на усвојување пред летото. На краток рок, останува да се види дали ќе се оствари барем иницијативата на Министерот за животна средина, државните институции да престанат да користат пластика за еднократна употреба. Додека СОЗР калкулира, од ресорот на Насер Нуредини велат дека не се откажуваат од нејзина реализација, колку и да чини. Во рубриката Микрофонот е ваш ја проверивме свесноста на граѓаните за штетноста на пластиката и нивните навики поврзани со тоа. Користиме кеси, што нема друга алтернатива, иначе не би користела. Колку пати ќе пазарам, толку ќе ми дадат кеси. Па може и 50 дневно. Рекоја дека ќе немат, книжни ќе имат ова она, ама фактички уште си тера така. Ја повеќе торби носам, ретко кеса. Па ја од секогаш од дете, мајка ми, баба ми, сите ние сме употребувале торби и јас се уште таа навика не можам да си ја вакво отстранам. Повеќе носам торба. Си носам торба, ама не е битно. Тие директно ставаат во кеса. Не сум сигурна, ама мислам дека околу 300 години се потребни за да се распаднат пластиката и кесите пластични. Негде околу 100 години. Кеса не скапува. Мислам дека никош не се распаднува. И штетна е. Доста време. Ама за тоа некој друг треба да размислуваат и да превземе нешто, така? Не селектираме пластика. Немаме услови за така да се селектира, иначе би се селектирала, сигурно. Од домашниот смет, отпад, како да го наречам, секогаш ги издвојувам пластичните кеси и пластичните шишиња. Доаѓаат дечиња од посиромашни и ги бараат, им ги собирам, им ги дава. И тој човекот таму што ги собира, и тој сака да земе некој денар да си заработи, не само ние. И мислам дека тоа е најправилно така. Ја ставаме у посебен континер. Наши ги ставам на оградата таму, ги земат овие кои ги избират, иначе друго ништо. Имаме континери, ама немаме посебно да се става пластика, посебно другото ѓубре. Јас, пошто живеам у село, еден јас, во градот немам поима колку се. Штета, нема. Нема, а и немаме култура. Во тие контейнери ќе фрлеме друго, не фрлеме тоа што треба. Контейнери нема. Иако во Америка ги имаш пластичните плави, шишиња ги ставиш, а пластиката посебно. Не ти го прима. А кај нас се што е. Премногу имаме околу нас пластика. Сметам дека законски тоа треба да се регулира, да се забрани, да се најдат некои нови модуси, може и хартиените, например, чаши за еднократна употреба. Тешко е тоа да се забрани, затоа што е полесно за употреба, една употреба и го фрлаш. Тоа е не го периш, не го чистиш ништо. Не би требало да се забрани, затоа што се користи, мислам,
во повеќе пригоди, така да треба да се внимават кај се фрлат. Најстрого треба да се забране, бидејќи тоа мислам дека е најотровно. Инаку нема прецизна информација колку време е потребно за разградување на едно пластично кесе, бидејќи тие се во употреба во последните 50 години, а проценките на научниците за периодот на распаѓање се движат меѓу 500 и 1000 години. Коалицијата меѓу СДСМ и ДУИ е во криза, барем според јавно достапните сигнали. Колку е сериозна кризата, може ли да ескалира, дали е резултат на предизборно репозиционирање на партиите, кому што му одговара пред гласањето на 12 април. Од Владимир Мирчевски. Ова акутна кризна фаза во односите на владините коалицијски партнери беше предизвикано од 5000 амандмани што ДУИ ги поднесе за предлогот за воведување една изборна единица, кој го туркаат помалите партии, а има поддршката на СДСМ. Премиерот Зоран Заев прв пат јавно ја доведе во прашање одржливоста на партнерството. Кажете ми вие што да мислам. Што да мисли народот, коалицијата, колку тоа е одржливо или не. Навистина ова е сериозна причина за сериозни размислувања, кои што Социјалдемократскиот сојуз ќе ги отвори. Оваа реакција на ДУИ воопшто не се однесува на СДСМ, на некакви меѓукоалицијски односи, се однесува на фактот дека ние нема да дозволиме бројот на пратеници албанци да падне заради изборниот модел. Амандманите на предлог измените на изборниот законник се последниот во серијата настани во кој ДУИ како да поставува дистанца кон СДСМ, а се доближува кон ВМРО ДПМН. Но му предходеше изгласувањето на Селима Деми со помош на гласовите на ВМРО ДПМН за член на судскиот совет, но не и на Павлина Црвенковска предлог на СДСМ. Јавноста ги памети играриите на пратениците на ДУИ на спикерот Талат Џафери со давањето или поточно недавањето согласност за притворање на Трајко Велјановски и Љупчо Димовски. ДУИ од позадина долго се противеше и на разрешувањето на Јово Вангеловски од челната позиција во Врховниот суд. Од тука, прашањето е дали коалицијата на вистина е сериозно разнишана или станува збор за предизборно позиционирање на партиите. Апсолутно не е предизборна реторика и да покажеме дека односите не ни се сјајни. Мене како и подпредседател и пратеник, јавноста ме познава дека долго време алармирам дека нешто не е во ред во нашата коалиција и соработа. Имаме изјави од типот на вице-премиерот Бујар Османи, кој што вели дека со СДСМ имаме тешкоти, а со ВМРО беше многу полесно, односно тие се многу попрактични. Што тоа значи? Дека беа практични во крадењето, во плячкањето на државата, беа попрактични во инструирање, односно и во монтирање на судски процеси, во што беше попринципиелна, односно попрактична таа нивна коалиција во нивно време. Значи и они не кријат дека подобро, односно повеќе би сакале да бидат со ВМРО ДПМН, односно со СДСМ, отколку со СДСМ. А тоа значи дека има сериозна опасност да се распадне владеачката коалиција СДСМ ДУИ во овој период? Ја ако се прашам, таа требаше да се распадне многу порано, лично. Но тоа се проценки на раководството на партијата, која што сериозно треба да седне и да ги разгледа односите. Штом воопшто не дошла ситуацијата Ахмети и Заев да се слушнат за овие последни разговори, тоа значи дека функционира нормално. Бидејќи кога ќе има таква ситуација која што би ги фатил радарот на двајцата лидери, сигурно би се слушнале и би се обидели да го надминуваат, така да функционира нормално. Откако во аргументацијата за и против една изборна единица, симулациите покажаат дека албанците не само што не губат, туку и добиваат еден мандат плюс, ако за основа се земат изборите од 2016-та, вице-премиерот Бујар Османи денеска смисли нов елемент во одбрана на 5000 амандмани. Зборува за изборен праг, иако тоа воопшто не е дел од предлог решението доставено во собранието. Јас прочитав некои наслови, дали сум изгубен во бројките, да не, можеби сме изгубени во прагот. Нема една изборна единица без изборен праг.
3 или 5%. Правете математика со 3 или 5%, ќе видите дека албанците ќе добијат 16 пратеника со овие резултати. Така да математиките се правени нестручно и несоодветно кога се демантираше тоа што јас го кажував. Јасно е дека албанците губат од една изборна единица. Апсолутно не е точно. Единствени што би изгубиле ДУИ, а би добиле албанците, односно граѓаните на Република Северна Македонија. Они се плашат од една изборна единица очигледно и затоа повторно координирано со ВМРО ДФМН го блокираат овој закон. Бројки се во прашање. Очигледно они го немаат прочитано ниту законот. И не гледаат дека нема нигде праг кој што би оневозможил некоја политичка партија да влезе во собрание доколку не освои одреден број гласови. Според моделот кој што е предложен, албанците, односно албанските политички партии само може да добијат плюс пратеници, а во ниту еден случај да изгубат. Апсолутно, ноторна лага е дека може да изгубат точно 10 пратеници. Тоа да го зборува некој политички аматер, би рекле, окей, не ги познава работите. Го изјавува Бујар Османи, кој што е вице-премиер и долго години во политиката, е апсолутно нејасно. За позадината на тензиите меѓу СДСМ и ДУИ ги прашавме аналитичарите Петар Арсовски и Джелал Незири. Хроника на еден најавен развод. Вака политичкиот аналитичар Петар Арсовски гледа на актуелните односи меѓу владините коалицијски партнери СДСМ и ДУИ. Тој смета дека има стратешки несогласувања меѓу нив кои овој период ескалираат. Се сеќавате на расчленувањето на Јово Вангеловски од Републички судски совет, одземањето на пратеничкиот имунитет на Трајко Велјановски, сега законот за јазици, сега законот за една изборна единица и така натаму. Повеќе суштински инциденти се кои изгледаат како работите да се движат во правецот во кој го спомнувате. Меѓутоа сепак мислам дека се тоа симптоми на еден посериозна дискрепанца помеѓу владните партнери. Во основа, на ДУИ не му одговара македонски партнер кој зема албански гласови. На ДУИ му одговара македонски партнер кој е, усно наречено, поалбанофобичен од што ДУИ, бидејќи таквата позиција на македонскиот партнер бутка гласови во етничкото конто и ја засилува позицијата на ДУИ како најсилен заштитник на албанските интереси. Новинарот и политички аналитичар Джелал Незири смета дека оваа коалиција уште на почетокот била неприродна, но се формирала поради заедничката евроатлантска агенда. Вели и дека дополнително СДСМ и направи голема штета на ДУИ со објавувањето на дел од бомбите за нејзини функционери. Mendoj BDI-a nuk do t'ja falë DSDM-s çështjen e dëmtimit ose degradimit të rejtingut saj në opinionin shqiptar me publikimin e të ashtu quajturave bomba dhe ky tension dhe ky qëllim i BDI-s për një revansh ndaj LSDM-s mendoj se ka qenë gjithmonë i pranishëm edhe gjatë këtij koalicioni qeverisës. Dhe këto marrëdhënie midis dy partive politike mendoj se janë marrëdhënie të cilat i bashkonte vetëm një interes, pra zgjidhja e çështjes së emrit dhe integrimi i vendit në strukturat euroatlantike dhe tani me formalizimin e anëtarësimit të vendit në NATO dhe mbasi edhe vendimit për çeljet negociatave me Bashkimin Evropian, mendoj se edhe këto dy parti do të marrin rrugë të ndryshme. Но не само поради малкуте точки што ги поврзуваат. Според аналитичарот Арсовски, на ДУИ и стратешки повеќе му одговара ВМРО ДПМН како коалицијски партнер. Ети ВМРО ДПМН не претендира на албански гласови, тој простор му го остава бришан на ДУИ. При тоа, бидејќи за албанците ВМРО ДПМН е условно речено анатемисана македонска партија, во таква ситуација ги прави албанските гласачи поавторитарни, да бираат посилен еден партнер кој би можел да се спротистави на македонскиот партнер. Во таа стратешка смисла на ДУИ повеќе му одговара ВМРО ДПМН како коалиционен партнер. На исто гледиште е и аналитичарот Незири, но тој смета дека повторна коалиција меѓу СДСМ и ДУИ е возможна само под еден услов. Pas zgjedhjeve ne
Edim se bizotrójne interesate jo ideologjit, programet e kështu me radhë. Pra, pas zgjedhjeve mund të kemi edhe koalicione të ashtu quajtura jo parimore, me qëllim që partitë të marrin pjesë ose të bëhen pjesë e koalicionit qeverisës, dhe në këtë drejtim unë nuk përjashtoj që nëse LSDM-ja fiton në blokun politik kushtimisht thënë Maqedonas dhe në anën tjetër ka nevojë për votat e BD-s, nuk përjashtohet që ky koalicion në këtë formë turbulente dhe të vazhdojë në të ardhmen. Премиерот Заев не беше до крај јасен на кој ниво би го отворил прашањето за одржливоста на коалицијата со ДУИ, но ако смета дека таа е сериозно подкопана, логично е за тоа да разговара со лидерот Али Ахмети. За сега нема најава за таква средба, барем не во јавноста. Што мисли за илјадниците амандмани поднесени од ДУИ за измените на изборниот законник, но и од ВМРО ДПМН за истиот закон и за други закони, ја прашавме подпредседателката на NDI, Националниот демократски институт од САД, Шари Брајан, која деновиве беше во посета на земјава. NDI долги години работи на зајакнување на улогата на парламентот во нашиот политички систем. Yes, NDI has been working here in Macedonia, or should I say North Macedonia, for a number of years, and it's our privilege to be working with Parliament. I think over the years we've seen a number of very positive changes, and we're optimistic about the future role of Parliament in this country. And yes, over the last few days, I have heard from a number of people concerns about legislation that's being pushed in Parliament with thousands of amendments. And I think, you know, the question is not really the number of amendments. It does strike me to be a high number of amendments to a law for any parliament to consider. But it's really the quality of those amendments and the quality of the debate. So I would not stand in judgment of whether this is an appropriate process, but really look to the quality of the debate and the outcome of that debate. Целото интервју со подпредседателката на NDI е достапно на нашата интернет страница 360stepeni.mk. Во минато неделното истражување за злоупотребите на дозволите за уредување на речните корита, констатирани од Државната ревизија, само патем ги споменавме протестите на жителите на Скопско Горно Конјаре, кои се загрижени за ископот на песок од реката Пчиња. Во меѓувреме го посетивме селото и на лице место ја регистриравме состојбата и ги слушнавме поплаките на мештаните. Изведувачите, поточно подизведувачите, тврдат дека се е легално и во согласност со проектот изработен од Државното водостопанство. Славица Филиповска со ново продолжение на оваа тема. Сите се против песоко, што се краде, значи не се уредува речното корито. Тоа е катастрофа, криминал голем се работи. Верувајте, оваа година максимално се врши контрола да биде се во најдобар ред. Значи, ако некоја се крадела 80%, сега тоа е сведено на минимални. Ама сепак се краде. Јас не можам да кажам дека никога јас лично не сум фатил. Нашата минатонеделна сторија за злоупотребите на дозволите за уредување на речните корита мотивира и други местни заедници да побараат медиумско внимание за слични локални проблеми. Само звукот на пилите на брегот на Пчиња ја нарушува тишината во запустените краишта на Скопско поле. Веднаш за дрвјата позиционирани се багери. Тука се заради ископ на речен песок. Овие ридови се создадени со ископ на песок од реката Пчиња во Скопско Горно Конјари. Локалните жители веќе цела година протестираат против ископот и велат дека нема да дозволат да се транспортира од селото ниту едно зрно песок. Под налетот на камионите велат дека попуштили мостот. По 50 тона се товара еден камион и забрануваме еве од лани цела година. Цела година више не дозволуваме, меѓутоа кога можеме, кога не можеме и пак ќе провојаме. Тоа е. Сплотени во маката, група жители од Горно Конјари, поддржани од околните села, не однесоа покрај брегот.
И целта нивна не им е ништо друго, само корупција, песокот да го продадат. Горно Коњари е дом на едва и 200 жители, главно земјоделци кои поради длабењето на реката мака мачат да ги наводнуваат нивите. И нас старите за година-две ќе не иселат од тука, затоа што ќе немаме услови за живот. Да се занимаваме со сточарство, треба да произведеме храна. Како да произведеме храна кога немаме вода? Да живееме во селото ни треба вода. Како да живееме кога немаме вода? Имаме вода од која што е само техничка вода. Не може да ја користиме за пиење. Од друга гледна точка, овде беше Божја убавина, рај за очи. Природа, зеленило, шума, џунгла права. Јас повеќе пати потенцирам, плуќата, белите дробови на овој регион се ништат. Горно Коњари подолго време е мета за ископ, но мештаните велат дека последните 2 години состојбата ескалира. Нема сила да ги сопре некои овие узурпатори. Се е тоа искорумпирано, додека побараш заштита, веќе тие знаат, додека отидеш во полиција да поднесеш поднесок за протести, веќе тие си известени, полицијата е на нивна страна и така. Уште една исто таква петиција. Освен протести и петиции, локалните жители се обратиле и директно до владеачкиот СДСМ, а летово и до премиерот Зоран Заев. Премиерот кажа дека изричито забрането е да се црпе песок во реките низ државата. Тоа станува збори за вашата река и дадоа забрана луѓето. Кажа, не може, но тоа кратко траеше. 360 степени веќе објави дека под превезот на потребата од уредување на речните корита заради превенција од поплави се случуваат големи злоупотреби со безмилосно ископување песок од реките. Според регулативата, речните корита во градското подрачје ги уредува локалната самоуправа, а се што е надвор од ГУПот е во ингеренции на акционерското друштво Водостопанство. Тие се носители на дозволите што ги издава Министерството за животна средина. Бидејќи немаат сопствена механизација, и општините и Водостопанство ископот го препуштаат на приватни изведувачи. Фирмата што го вади материјалот, освен што има обврска да го уреди речното корито, им плаќа на Водостопанство или на општините за извадениот песок, кој го транспортира до сепарација на преработка и го продава по многу повисоки цени. Носител на дозволата за уредување на речното корито на Пчиња во Горно Коњари е акционерското друштво Водостопанство. Повторно, поради недостиг на механизација, ангажирана е фирмата Genexcop Doyle Скопје. И ангажираната фирма ангажирала подизведувачи, па на терен е механизација на Прогрес Компани. Водостопанскиот инспектор од животна средина, по увидот на терен во проектната документација и во договорот, утврдил серија неправилности. За изработка на проектната документација АД Водостопанство нема објавено јавен повик и нема образложение по кој критериум е изработен проектот. Купувачот Genexcop со договор соврзува ископот на песок да го врши со сопствена механизација, а склучува договор за деловна техничка соработка со фирмата Прогрес Компани. Договорот не се прекинува поради непочитување на овој член. На терен нема уредување на речно корито со прагови уредени косини по проект. АД Водостопанство, иако има обврска да изврши геодетско мерење, не доставува геодетски елаборат согласно издадената дозвола. За непостапување по дозволата кон АД Водостопанство е покрената прекршочна постапка до Основен суд Скопје 1 на 14 октомври 2019 година. Водостопанство во моментов врши ископ на 6 реки во земјава. Најмногу дозволи, вкупно 9, земале за уредување на речното корито на Вардар. 4 дозволи се за реката Брегалница, по 2 на Пчиња и Криварека, додека за Црна река и Осојница има по 1 дозвола. За секој зафат ангажирани се различни приватни фирми, кои имаат рок од 2 години да го уредат речното корито. Но Државниот инспекторат за животна средина бара ресорното министерство да ги одземе сите дозволи за ископ, оти работата на терен нанесува штета на природното богатство, а речните корита се раскопуваат без да се уредат за заштита од поплави. Барањето да се одземат сите дозволи е резултат на увидот на водостопанската инспекторка Лидија Зафировска на локациите на кои со дозвола од државата се интервенира во речните корита. Таа пред 2 недели констатираше пропусти во Карбинци и Штипско. А лаудата инспекторке само така, ние ќе те потржуваме и ќе стоиме позади тебе. Претходно, при увид на ископ на Пчиња во Кумановско беше нападната од камионџија. Напад на службено лице при извршување на службени задачи. И не сакам да си ја проли. Станем си себе.
Врв на абсурдите е најновата информација дека акционерското друштво Водостопанство, кое е носител на дозволите, бара дисциплинска постапка за инспекторката, која наоѓа пропусти во нивното работење. Кога водостопанскиот инспектор нема да ја врши својата работа и нема да постапи подоставено барање за вршење на инспекцијски надзор од институции, единици на локална самоуправа или заинтересирани граѓани и нема да излезе на терен да ја утврди фактичката состојба, треба да се бара одговорност. За помалку продаден песок и остварен профит како резултат на исполнување на барањата во Законот за водите и дозволите, не е виновен водостопанскиот инспектор, туку исклучиво носителот на дозволата, кој не постапува согласно утврдените критериуми и услови. Додека траат препирките меѓу инспекторатот и водостопанство, прашавме во Министерството за животна средина. Што мислат за констатираните пропусти од водостопанскиот инспектор, за реакциите на граѓаните и дали ќе го прифатат барањето за одземање на сите дозволи за ископ поради несоодветно уредување на реките? Одговор од Министерството нема. Додека се чека исходот, багерите и камионите се под будно око на жителите. Освен во Горно Коњари, локалното население не однесе и на границата меѓу Средно и Долно Коњари, каде се жалат на сличен проблем. Овде багерите копаат површински, не во река, туку во нива, каде песокот се смета за минерална суровина, па концесијата за експлоатација е во надлежност на Министерството за економија. Жителите обвинуваат дека се уништува плодно земјиште. Наими башкум, си македонци, шиптарци, куш рнон, че тоа фшата, че тоа жеми властите, бојм апел, куш мунат ди куш ме дит, че ме паси саф, си куш не синьери, ме наолкит пун, јас се лет винт на морен кај тетон 4-5 лет катуна, лет начуен неве, лет пуноин, лет начуен неве, на бленка либанез на прошкуп, еде токен на пагуин, еде лета морен да пуноин, лета грин. Ама што штети nuk могат. Kisha bë apel tjerë të ministri Kreshnik Bekteshi me që inspekcion edhe me rishqertu që e ka dhënë lejen e re për gërmim kësaj firmës. Sidomos ajo është shumë prioritet për neve. Камионџиите од фирмата што копа со свирежи негодуваа на снимањето. Ова не ги изненадува мештаните кои тврдат дека добивали непристојни понуди само да не се бунат за ископот. Ajo kom para 6 vjetë, unë jam kon si anëtar, si organizator i shtrajkit, do më thonë që kena demonstrue. Ata më kanë thirrë në telefon dhe kanë thonë si 15.000 euro i kije, largovti pi atyjt, pi bashkisë lokale, 15.000 euro i kije. Unë s'kom prenue. 100.000 kom thonë dhe ju s'keni pare më pagu, mu që më tërjek. Gjithmonë që shtu japin pora të kamas, që si kur shemë bëjmë kojnare tepër. Çdo ditë qojnë japin me pije, qojnë porën shitore, edhe një pjesë e konjarës tepër nuk dalin hiç kërkun, për shkak se i kanë blerë me pare. Japin me hangë me pije edhe nuk dalin. Кога жителите се повлекува од локацијата, камионите повторно се активираа. Од Министерството за економија вела дека добиле представка од локалното население, но се уште го чекаат извештајот од Државниот технички инспекторат за да одлучат дали фирмата ќе биде санкционирана. И додека жителите од Горно, Средно и Долно Коњари стражарат покрај нивите и реката Пчиња, речниот, но и површинскиот ископ го вршат фирми токму од нивниот крај. Песочната депонија е резултат од ископот на Прогрес компани регистрирана во Долно Коњари, чиј собственик е Ќазим Османовиќ. Во другата фирма Европрогрес која копа површински, Ќазим Османовиќ е управител, а собственик е Ријат Османовиќ. Фамилијата живее во Долно Коњари и велат дека не би си правеле штета самите на себе. Категорично тврдам дека се невистините обвинувањата на дел од локалното население. Во Горно Коњари работиме согласно проект на водостопанство. Тоа не е наш проект, ние сме само подизведувачи. Но, за да се направат прагови, прво мора да се извади наносот. Нема да стигнеме да ја завршиме работата додека има активна дозвола, бидејќи имаше спор за сечењето на дрвјата и се чекаше одобрение. Во Долно Коњари пак работиме согласно добиената концесија. Во денешно време, ниту мало дете не може да подкупите, за да молчи ако правите нешто незаконски. Состојбата на терен е позната. Познати се и наудите на инспекторатот и гневот на мештаните. Непознат останува исходот.
Ставот на Бугарската академија на науките дека официјалниот јазик во Република Северна Македонија е писмено регионална норма на бугарскиот јазик продолжува да ги бранува релациите меѓу Скопје и Софија. Пораката од највисоката научна институција во соседната земја дојде како реакција на повелбата за македонскиот јазик, што на 3 декември ја усвои собранието на Македонската академија на науките и уметностите. Зошто БАН реагира на овој начин, ќе разговараме со академик Виктор Фридман, светски признат лингвист и славист, кого го имаме на видеоврска во Чикаго. Добре дојдовте во 360 степени. Академик Фридман, што е тоа што толку многу ги вознемири бугарските академици за вака бурно да реагираат на повелбата за македонскиот јазик усвоена од МАНУ? Па тоа е стара приказка. Во 79 година направила истата работа. Во 99 година, кога признавале за прв пат македонскиот јазик, признавале само литературниот јазик. Значи, ова е истата работа што повторуваат. Зошто? Повелбата, самата повелба беше да каже дека македонски јазик постоеше и постои со сите негови дијалекти. А тоа беше заради Преспанскиот договор, каде што не беше јасно како ќе се третира егејските дијалекти на македонскиот јазик. Што? Бугарите сакат сите да бидат бугарски. Значи, според вас во тоа лежи проблемот, односно причината за реакцијата од Софија? Апсолутно. Ова ние сме, да кажеме, во 30-тите години, кога Бугарија сака иредентизам. Тоа е, за жал. Може би безпредметно ќе звучи, но морам да ве прашам, има ли сепак некаква основа за ваквиот официјален став на Бугарската академија, дека официјалниот јазик во Северна Македонија е, како велат, писмено регионална норма на бугарскиот јазик? Нема ич. Тоа би било како данците да кажете дека норвежите зборат на писмена норма на данскиот јазик. Или шведците да кажат дека норвешки е писмен шведски. Мислам, нема врска. Македонскиот јазик е сврсто врзан со западните говори, со елементи од источните говори, исто така од другите говори и така, мислам, бугарите, тоа е како јазичен империализам. Тоа е. И не само спрема Македонија. Тие бугари сакат цела источна Србија исто така во нивните атласи. Разбирам. Косово, дел од Албанија и така натаму. А како според вас би требало да се постават во оваа ситуација македонските научници, па и македонската држава? Па, мислам, треба да се држи на европските принципи, дека секоја држава има право на своите јазици, на науката. Мислам дека егејските македонски говори се македонски, тоа веќе е основано од крај на 19 почетокот на 20 век. Тие се викаат егејс, мислам, македонски говори, мазон, например, мауецки, облак и така натаму. Дали ова што го зборувате е прифатено, на широко прифатено од светската научна лингвистичка мисла? Апсолутно. Нема универзитет, мислам, во цел свет, може би со исклучок на ако има некој бугарин во некој универзитет надвор од Бугарија, тој бугарин ќе биде како другите бугари. Затоа што такви се, за жал. Вие би можеле од многу пообјективна позиција да го гледате овој условно кажано спор. Има ли македонската јазична норма доволно елементи за да кажеме дека на доволен начин се разликува од бугарскиот стандарден јазик? Да. Тоа сум држал предавање за таа тема. Дури моето пристапно предавање во МАНУ беше баш за таа тема, разликата меѓу бугарски и македонски. Разликите се на секоја
секое лингвистичко ниво, значи фонологија, морфологија, синтаксис, семантика, било што има разлики меѓу бугарски и македонски. Дури моите пријатели кои што многу добро разбираат бугарски и знаат бугарски добро, кога слушаат македонски, ќе ми кажат: "Абе Виктор, ова е друг јазик, не го разбирам." Мислам, има доста разлики меѓу македонски и бугарски. Човек кој што нема, да кажеме, македонски или бугарски за мајчин јазик, ако знае еден јазик, нема да разбира другиот. Ние, кои што знаеме многу добро македонски, можеме да разбираме нешто бугарски, тие можат и кај нас. Исто како скандинавците, шведците и норвежите зборуваат меѓусебно, секој на свој јазик, но никој не каже ти зборуваш на мој јазик. А само дека се разбираме. Уште нешто да ви кажам. Кај дипломатите во Норвегија и Шведија, јас го знам тоа лично, тие немат преведувачи и тие се гордеат од тоа што се разбират секој на свој јазик. Ме разбирате? Но сепак не ги спорат, не го спорат постоењето и разликата меѓу своите јазици. Никако. Добро, ви благодарам што еве со овој ваш став скромно придонесовте во оваа дебата која што денови се води на релација Скопје-Софија. Мило ми беше. Ви посакувам пријатен престој во Чикаго и ве очекуваме повторно во Скопје. Фала, ќе дојдем. Фала. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Воинственоста го зазема просторот и се шири, а со најавите дека ќе бидат искористени сите орудија кои се на располагање, предизвикува таа да добива сериозни димензии. Линијата на огнот е се подолга, а фронтот се подлабок. Особено, откако е појасно дека јамата ќе се проширува и се повеќе ќе се рие. Заедно со вас, рамо до рамо, и во кал, и на снег, и по дожд, заедно ќе работиме и заедно ќе копаме ровови. Сепак има и такви кои не мислат дека кој кому му копа, паѓа во него. Туку веруваат дека се работи за своевиден договор, во кој едниот само се заканува и се сили, дека другиот е веќе подготвен да отстапи. Што е веројатно една од поновите политички теории кои тешко дека ќе може да заслужат адекватно место во науката. Еве Заев сега најстркен ќе биде, да направи една мала дигресија, најстркен ќе биде ако ги изгуби изборите, пак да победи во МРОДП. Он тоа ќе биде најстркен. Во прилог на оваа интересна теза се движи однесувањето на еден од опозицијските фронтмени, кој јасно укажува дека лондонскиот самит немал таков ефект како што се очекувало, а и технички не ги задоволил критериумите, пошто и не може да се извлече добра оценка од настапот, бидејќи еден дел од програмата не бил на ниво кој опозицијата го очекувала. Премиерот беше седнат на стол со сите 29. Тоа е уметнички доем. Ако тоа така личело во НАТО, тогаш кој знае каков ќе биде впечатокот од Европската Унија, со оглед дека очекувањата од неа се помали, ма затоа лествичката со барање е исклучително високо поставена. Таквото однесување остава можност за интерпретации во кој наместо на принципите на политиката, заклучоците за незината иднина, се влечат врз основа на основите кои ги воспоставиле мајсторите на класичната музика. Европската Унија е гнила малку и не се направени тие принципи на Шуберт, основачките принципи не оди по таа логика. Логиката на Шуман, а не на Шуберт, е еден од принципите кои се развива е потребата за заштита на животната средина. И тие што жестоко се залагаат за надградба, волонтерските екополицајци кои уживаат поддршката на јавноста. Наспроти сета логика на борбата против рудниците, во земјата во која огромен дел од загадувањето потекнува од возила, не баре солидарни со нивните противници. Организираат марш, ама не со пешачење, туку моторизиран, со своите загадувачи.
На протестот колона на возила ќе се движи со бавна брзина, вклучени трепкачи и звучни сирени низ сите делови на градот, како израз на граѓанско незадоволство со општо загадување и бавно функционирање на системот. И на крајот, кога сцена вистина ќе се сврти, на површина испливуваат драматични вистини. Дали знаете дека пријатели во Бугарија ги заспиваат малите деца навечер, ги заплашуваат, доаѓаат македонците, спиите. Тие што биле плашени си легнале, заспали и пораснале, за разлика од оние кои биле представувани како страшни, а всушност се бореле за својот сон. Ним, откако тој им станал јавен, изгледа никако да се разбудат. Толку за вечерва. Гледавте 360 степени. Нашето ново издание е в петок од 22. Пријатно!